Добро дојавте, почитувани. Година и половина по смената на власта аерозагадувањето останува не само сериозен еколошки, туку и здравствен проблем. Скопје и понатаму се појавува на европскиот и светскиот врв по загаденост во зимските месеци. Анализата за јануари годинава потврди дека главниот град повторно е меѓу најзагадените во регионот и пошироко. Владата вети системски мерки, јавноста очекуваше брзи резултати. Замена на грејењето со мазут во јавните објекти, изградба на нови когенеративни системи, построги контроли. Наместо тоа, се почесто во пресред на новата грејна сезона стасуваат и погласни стануваат критиките дека темпото на ова е бавно. На оваа тема, односно за мерките против аерозагадувањето, во денешната емисија дискутираме со Јане Димовски од Шанса за центар и Маријан Калевски од Зелен Хуман град. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдовме. Македонија и годинава редовно се појавува како земја со чии градови и населени места се меѓу најзагадените не само во Европа. Зошто ова прашање и дали го делите впечатокот дека е гласно и актуелно само кога се работи за опозицијата, односно кога се менуваат партиите, или колку има, да го преформулирам првото прашање, сегашната опозиција легитимитет да критикува по 7 години минати на позиција и актуелната власт по година и половина, дали воопшто нешто презеде за системско намалување на овој страшен проблем? Немаат. И едните и другите се изротираа повеќе пати на позициите, додека се во опозиција точно едно зборуваат, кога се на власт некако овој проблем им бледне, ветуваат работи на избори, но никако да ги спроведат. Ево и лани имавме план нов за акцијски план за воздухот, амбициозни некои мерки беа најавени таму, но уште тогаш скептично не коментиравме, ова е список на желби, додека не видиме конкретен план и пари, почеток на активности. Тешко да поверуваме дека тоа е решението и така испадна за жал. Едноставно немаат интерес, не можам да го објаснам поинаку тоа. Калевски, дали вие по-оптимистично гледате? Има нешто што мрдна работата од мртва точка или ништо не е преземено во оваа година и половина? Јас не можам да видам дека нешто е преземено. За жал, како што кажавте, едните и другите се менуваат само кога се власти и опозиција и критикуваат. Јас би рекол дека нема никој повеќе право да критикува, затоа што се покажа и едните и другите што знаат да направат и што направиле до сега, тоа е ништо. Јас би кажал дека корупцијата е главниот проблем за загадувањето во Македонија. Не е грејењето, значи и сообраќајот, туку корупцијата. Да, корупцијата, затоа што имаме неконтролирана индустрија. Главното загадување доаѓа од индустријата, не како што кажуваат, како што сакаат да покажат политичарите дека домакинствата се виновни за тоа. Затоа што може и да се анализираат пиковите кога има загадување, односно кога ќе се стемни, тогаш одеднаш почнува да се гори отпад или индустријата која што не користи филтри, не знам. Едноставно, летоска имавме прилика да го видиме тоа кога не ни беше грејна сезона, нели? Имавме пикови на загадување како во зима. Во зима, причината за поголемото загадување од лето е топлотната инверзија, која што се појавува во воздухот на метеоролошките услови. Да, и сите тие загадени супстанции, односно самиот воздух е потежок и се што е тоа PM честички, не знам, едноставно се трупа на пониските слоеви на атмосферата, нема толку струење на воздухот и тоа е причината поради која што останува загадувањето во долните слоеви и го дишаме. Добро, кога велите индустријата, горење на сомнителен отпад, еве во пресред на новата грејна сезона, како вовет, на 12 септември годинава Собранието усвои нов закон за контрола на индустријски емисии. Тоа официјално беше представено како чекор кон усогласување со европските стандарди во смисла на воведување на задолжителен мониторинг и најдобри достапни техники, обврска за чистење, рехабилитација по престанок на работа и принцип загадувачот плаќа. Меѓутоа, постоеше една одредба во овој закон
дека индустријата добива можност да ја класифицира како деловна тајна информацијата за тоа што точно согорува. Па беше мета на критика на граѓанските здруженија од ваш калибар, оние кои се занимаваат и борат за заштита на животната средина. На тоа ли мислите кога велите корупцијата најмногу загадува? Да, сега ако корупцијата порано нелегално загадуваше, со овој закон сега има можност легално да загадува. Значи, не само што ќе се класифицира како тајна тоа што согорува отпад, увид ќе имаат само инспектори во дозволата што има, например, некој известен индустријски капацитет, а знаеме како делуваат инспекторите кај нас, или се под притисок, или ги нема, едноставно нема доволно инспектори, или се подплатени, така што би рекол дека сега со овој закон труењето на граѓаните е легализирано. Значи, има и друг проблем со тој закон, не само што е скриен, имаат можност да ги скријат своите суровини што ги користат во своите процеси, туку, например, и ако се затвара некој известен индустријски капацитет, например, рудник или нешто слично, ако во текот на својата работа направил некакво труење на почвата, на водите, подземните води, сега ќе има можност и тоа да го класифицира како деловна тајна и да не прикаже на локалното население дека тоа и тоа подречје таму е загадено. Така. Добро, Вилски, вие јас како шанса не- за центар имавте забелешки исто така на... Не, ние ги Зелен хуман град и другите колеги први го отворија нели законот, па ги изнесоа тие забелешки така натаму. Ги следевме од нив практично, но неколку работи ако поврзате, мислам не е тајна во изминатите децении дека нашата држава со сите политички елити цело време благонаклонно гледале кон индустријата и ги одложувале тие построги критериуми, одложувале примената на некакви поинакви видови на мониторинг, например, врз снимните емисии и така натаму. И сега ако земете тоа воведување на деловна тајна, слабата досегашна контрола, па паралелно ако се види дека во буџетот за идната година, например, се намалени парите за државниот инспекторат за животна средина, гледате дека се прави една рамка во која индустријата се замижува на индустрија, некои обврски кои што треба од оваа година се одложуваат за 2 години и така натаму. Значи, постојаното посочување само на домакинствата, ја верувам дека исто така и домакинствата имаат добар придонес во загадувањето. Добро, да го дека не се истрпиме мисли. прво прашањето за индустријата. Да. Еве, индустријата, значи, поттикната со уште еден закон и ослободена од сите контроли, како што И е до вашата сега оценка? контролата беше многу слаба, не е, например, не само на голема индустрија, него за помалата индустрија со беинтегрирани дозволи, тоа е многу се оскудни информациите кои што воопшто постојат за нив, а камоли па контролата. Имате ли како граѓански здруженија информација колку индустријски објекти се казнети, например, во текот на 2024 година? Еве, пред донесувањето на тој закон. Достапни ли се тие информации? Јас мислам дека само еден беше од читајќи денеска баш статија новинарска, дека имаше само една казна, мислам, изречена. Испроведена или само изречена? Не знам за тоа да. Вие Калевски немате како Зелен хуман град не информација сум така? средно такви информации, ниту за казни. Сте побарале од Да, инспекторатот? ние бевме за нонстоп во комуникација со Државниот инспекторат за животна средина за последното труење што се случи од рудникот кај Пробиштип. И постојано баравме податоци за нивото на загадување, за мерките што ќе ги преземат, зошто самите инспектори на лице место самиот ден не покренале постапка против рудникот и такви некои информации. Цело време добивавме одговори дека во тек е постапка, правна постапка, дека не можат да ни пратат никакви одговори и до ден денеска ние немаме никаков одговор за што се случи во рудникот. Имате ли понови информации, можеби во врска со двата пожара кои беа актуелни во крајот на летото на септември? Например, гореше депонија Дрисла, гореше и магазин за отпад во Тоа беше катастрофа, Скопје, да. Тогаш зимата, мислам дека Што покаже истрагата? Дали можеби вие навлеговте во тоа? Дали Не, ги чекаме уште субјектот беше наоди некој на обвинителството да покаже нели уште мостри се зема од земјата и така натаму што се излезено. Немам подетални наоди, ама тоа беше добар пример кога
Наверојатно количината на издувни гасови што обично цела година испуштаме, овој пат во лето ја издишавме, така може и зимава. Подготвени Ако не сме за послужи зима. ветрот, нема да ни фали, да. Јас тука би додал за тие пожари само дека беше многу страшно тоа што јавните институции го направија, затоа што ги смируваа граѓаните да не се секираат, ништо не е опасно, без никакви анализи да имаат на самиот ден направено да ги дадат тие изјави, затоа што имаше таму опасни супстанции кои што се горат во воздухот, што ги дишат граѓаните, и сега наместо да им кажат на граѓаните да седат дома и да не излагаат ако можат, или да едноставно да се тргнат од накратко од тие денови дека не се направат соодветни испитувања, тие ги уверуваа граѓаните дека нема никаква опасност. Значи тоа е страшно што се случи, така што Добро, и бидејќи освен индустријата, многу анализи покажале дека и грејењето е сериозен фактор кој придонесува за аерозагадувањето. Интересен пример е она што го правевте вие како Шанса за центар и вие лично како Димовски мапиравте јавни објекти и успеавте да најдете неколку стотици јавни објекти на територија на цела Македонија или над 100 се само во Скопје. Повеќе од 700 во Македонија, над 100 во Скопје. Над 100 во Скопје. Еден од примерите е во центарот на градот, клиниката за физикална медицина и рехабилитација во Капиштец. Таа и пред последната зима, веројатно и ова не е сменето ништо, немам информација дека е сменето. Има промена, енергенсот не е мазут, сега е нафта за грејење. Беше минатата зима беше мазут. Мазут беше, да, сега е нафта за грејење, можеби за нијанса помалку или загадувачко, но повторно. А во непосредна близина во соседниот двор е основно училиште? Да, Киро Глигоров и во кој околу се стамбени родителите беа згради. повикувани да купуваат прочистувачи за децата, бидејќи општината немаше доволно пари, па дел од општината беа набавени, дел од Така. Тоа се абсурдните политики наши на државата. Сега баш читав и дека и владата и одредени општини гледаат во сите училишта да стават прочистувачи на воздух, значи не го санираат проблемот, главниот изворот на проблемот, туку симптомите, односно поевтино ли е да се набават прочистувачи отколку да се поевтино е, претпоставувам, со тоа што на пример за конкретна клиника мене веќе ме вади од так тоа што е веќе трета година таа дел од проект на Светска банка за енергетска ефикасност во здравствениот сектор. Значи за таа клиника веќе е направена анализа, има проект за да се подобри енергетската ефикасност и да се смени начинот на грејење. Уште не се случува, значи има и пари. Имаше и најава од претходниот министер кој се замина. Кој стана градоначалник дека во текот на една година, односно во првата година од мандатот, 10 или 15 објекти беа од здравствениот сектор, дека десетина објекти од здравствениот сектор ќе бидат веднаш цела Македонија, кога ќе видите, се здравствените објекти се доминантно или на мазот или на нафта. Значи само Скопје има парно грејење. Интересен детал беше сега кога го отворив деталниот урбанистички план за тоа подрачје и таму како постојна инфраструктура има цевкар од парно грејење кој што влегува во самиот двор на клиниката. Значи тоа е така најверојатно со децени од кога постои. Прочитав некаде дека едно истражување, односно анализа покажува дека замената на системите на грејење на ваквите објекти, на јавните објекти од поголем обем би чинело меѓу 100.000 евра до милион по еден, по објект. По објект, во зависност од обемот, од големината, од системите какви се вградувани и кога се вградувани, значи од 100.000 евра до милион евра за објект. Значи голема сума, 100 милиони евра за да се заменат сите одеднаш. Меѓутоа не се пари толку проблематични суми што не би можела една држава ако сериозно сака да се зафати со овој проблем да ги обезбеди барем да почне во санација. Еве вие бидејќи се одблиску го следевте проблемот, имате ли информација дали почна, дали колку објекти се заменети? Не, немам никаква информација дека воопшто нешто сменето од минатата година. Еве освен ова од мазут на нафта, клиниката за рехабилитација. Да, тоа не го сметам за некоја голема промена. Ние минатата година најдовме случајно преку системот за јавни набавки дека мислам Емуц Никола Тесла училиштето средно во автокоманда му доаѓа, така? Не, тоа е на влезот на Скопје. Го смени начинот на грејење, негде троши околу 20.000 литри нафта и се приклучи на парно грејење. Инвестицијата колку што видов според тендерската документација беше околу 30.000 евра. Наверојатно блиску до нив поминува топловодот и тие се приклучиле на тоа. Така да за еден можам да гарантирам, уште еден објект најдов преку проектот на Европска унија во Куманово, мислам дека градинката Ангел Шајчели се викаше,
дека е сменет исто од нафта на газ. Добро, и во вакви услови, кога гледате дека Министерството за животна средина се доделува како награда, а не како обврска некому, при толку чести промени на првите луѓе, на челните лица таму, може ли нешто повеќе да очекуваме? Јас не очекувам ништо повеќе од... Може многу повеќе да се направи, например, која ги спомнавте јавните институции, тоа од 100.000 евра до милион евра, од како беше сега, не така, знам од точно. 100 до милион евра по објект. За замена на систем Може на да грејење. се направат инвестиции кои што многу, тоа ќе бидат еднократни инвестиции, а на долг план ќе има огромни заштеди. Например, ако сите тие објекти се направат со добра изолација, ако се постават сончеви фотоволтаични централи на покривите на сите тои објекти, значи не само што ќе произведува во државна собственост да бидат, морам да нагласам, не да се даваат на приватни инвеститори, не само што ќе има заштеда, туку ќе има и производство на собствена електрична енергија. Наместо да ги даваат тие плодни земјишта на индивидуалци и мокници за производство, за поставување на фотоволтаични централи, можат сите објекти кои што се во собственост на локалната и на централната власт да се постават такви фотоволтаични централи на покривите и едноставно тоа ќе биде огромна битка против енергетската сиромаштија. Добро, во оваа смисла, за волја на вистината, за да бидеме точни и прецизни, актуелната влада борбата против загадениот воздух го смести под планска програма за почист воздух 2024-2030. Што во тој документ, предпоставам, го имате детално анализирано и проучено, од ова што вие за кое се залагате како граѓански асоциации, како екоактивисти, има испланирано и нешто, ако спомнавме замената на грејењето на јавните објекти не е тргнато, има ли нешто што е почнато да се реализира? Немам. Бидејќи грејењето беше прва точка таму. Да, за домашното грејење сега има ветување во град Скопје дека ќе се субвенционираат филтри за лоџаците на домакинствата. За да ве подсетам само, ама буџетот нели уште не има. Како поднаслов беше, односно како мото на првото поглавје за загадувањето, за грејењето, државата не загадува, водиме со пример. Така. Тоа е тоа што го бараме и ние. Така, и меѓу другите мерки беше најавено изградба на когенеративни централи. Потоа поквалитетно огревно дрво, субвенции за инвертори, котли на газ, како и решавање на проблемот со користење на мазут и цврстите горива кај 600 јавни и државни институции. Еве, дословно кажано, така е. Велите, на терен нема промена ништо, бидејќи барем по тоа што станува збор за планска програма од 2024 до 2030 за некој за 20 на дена ќе влеземе во 2026. Јас беше и лани коментарот дека во тој момент и неверојатно уште таа е само практично список еден на желби, бидејќи не е детално разработена како план. На вистина да со буџет, со временски рокови што и кога ќе се прави. Оваа година, особено во предизборието, општините поделија околу 250 милиони евра од оној унгарски кредит. Јас барав, но не едов ниту една дека употребила дел од тие пари, например да смени дел од објектите кои се во нивна ингеренција, бидејќи скоро секоја општина во Македонија нивните објекти исто така трошат нафта, например, или мазут, има и на дрва, но никоја не употреби дел од овие пари за да го направи тоа. Сите ги искористија за пијацети, тротоарчиња, улици, асфалтирање, плоштадчиње и така натаму. Очигледно за нив беше поважно тоа. Кај когенеративните централи не сте слушнале локација, финансиска конструкција, избор на инвеститор, нешто дека се удрил темел негде за изградба на когенеративни? Процесот мислам дека уште не е ни почнат, само за локација, барем по тоа. Имаш уште нешто пред неколку години со Митили Неос, грчки. Да, па нешто отприлика на таа варијанта одат. Мислам дека дали премиерот, дали некој од министрите спомна дека едната би требало да биде во Ѓорче Петров, за натака да се шири парното грејење. Што најверојатно, не знам, тоа е инженерска тема, најверојатно тоа би требало да биде. Најверојатно и тоа ќе биде корисно, но дека тоа услов за да почнеме ние нешто да правиме во околу аерозагадувањето, не се согласувам воопшто. Мислам дека е само една манипулативна алатка да се одложи.
било Добро, како преземење рокот за мерки. се 2030-та, меѓутоа ние сме далеку уште од пуштање во употреба, да речем, на некој таков објект што Јас видов во градот Скопје пред некој ден имаше најава дека почнале повторно да даваат субвенции за клими и инвертори, но тие мерки веќе со години градот ги спроведува, а јас не гледам никакво подобрување во однос на загадувањето, затоа што пак се цели само кон домакинствата, што сакаат они да ги представат како главни загадувачи, а гледаме дека и покрај сите мерки што ги прават насочени со тие субвенции за купување клими и инвертери, немаат никаков резултат. Што значи тоа треба да им биде показател дека конечно треба, ако сакаат нешто да направат во подобрувањето со воздухот, е да има строги контроли кон индустријата и да се забрани увоз на секаков отпад, затоа што иако постои законот дека не смее да се гори отпад за енергија, за добивање на енергија, ние се сомневаме дека тоа е така и има индустрии кои што и сега легално си горат отпад, а увозот на отпад си фаќа кривини пак да си заврши во тие фабрики за енергенс. Добро, иако на централно ниво ја велиме честа промена на министрите во Министерството за животна средина и не можеме некако системска работа да фатиме или немаме државна стратегија на која би била прифатлива и за опозицијата и за власта и би терало тоа системски и така како што треба. Што се прави на локално на ниво? Колку презема градот мерки? Вие сте советник во град Скопје. Да. Буџетот на град Скопје има значителна ставка за заштита на животната средина, иако се намалува од година во година и таму, колку што следам, минатата година дури не беа ни употребени предвидените средства, не беа искористени сите. Да. Па се направи Како што кажав, тие средства се само наменети кон домакинствата. Зелен хуман град вчера испрати преку 30 мерки за борба против загадувањето на воздухот. Се надеваме дека доколку имаат слух мнозинството и останатите советници, дека ќе прифатат нешто од тие мерки. Како што кажав, ние зборувате за буџетот за 2026? Да, за 26-та година. Во ребалансот немаше време нешто да се направи за еден месец, затоа што тендерските постапки што немаат време да се спроведат. Исто така, покрај сите тие мерки што ги поднесовме, веќе, значи, овие мерки сме ги поднесувале изминатите години на секој можен начин и до локалната и до централната власт. Оваа година исто така спремаме иницијатива за забрана на употреба на огномет за прослави, за новогодишни прослави, општо затоа што огнометите исто така придонесуваат кон загадувањето, не и така веќе загадениот воздух, така што нема никаква потреба дополнително да дишаме отрови. Едноставно огнометите не само што влијаат на загадувањето. Да не губиме време на огнометите, тоа се еден мал детаљ. Имаме многу посериозен проблем. Прашањето беше колку градот сериозно ја сваќа битката против аерозагадувањето, бидејќи Скопје е на самиот европски врв. Димовски, вие ги познавате општините, општина Центар ја познавате добро. Да. Има ли некоја општина во Македонија што може да се посочи како добар пример? Многу слабо ново поле. Излегува од просекот и нешто на вистина прави по-сериозно во таа насока. Општините обично го префрлаат товарот на Министерството. Министерството го враќа кај општините, а се врти околу тие акцијски планови, нели, за прагот на алармирање кога ќе се постигне, па дали ќе се активира, не. Меѓутоа тоа е некако заглавено во еден циклус бирократски и тука завршува без реално да има на терен некаков резултат, нели. Кај нас, например, предлагаме Општина Центар нема собствени објекти кои се на нафтана. Со тој последниот план во 2000 која беше 17 година, мислам дека последната градинка е смената со инвертери и со топлински пумпи. Но ние веќе 3 години имаме по наша иницијатива се прифатиме предлог да ги попишеме сите оджаци, печки во општината, значи тука би вклучило домакинствата, угостителските објекти, кафаните,
некоја ситна индустрија, сервиси за коли и така натаму, за да видиме што и кој гори. Ако например имаме домакинства кои не се местат во некаков социјален ризик, па се приморани да говорат отпад или така натаму, некако да општината да излезе со некаква субвенција со помош, или на оние кои што имаат постари, па да формираме некакви субвенции за купување на нови печки, веќе нова печка значително помалку загадува отколку стара печка. Стои тоа. Но таа активностите ни стои веќе 3 години во планот за спроведување, не се назначени пари и не се. Добро, во услови како што велите си ја префрлаа топката надлежните, Министерството на општините Министерството, немате да посочите добра општина како позитивен пример, како исклучок од ова цивилно? Можеби Струмица најмногу има напреднато со гасификацијата. Сега дали се уште е лидер по загадување. Јас би кажал дека и покрај тоа што имаат воведено систем за гасификација, домакинствата многу слабо се приклучуваат на тоа, бидејќи им е скапа. Така, да, и тоа е. Приклучокот им е скап, енергијата е скапа, а и гасот не е решение за борба против загадувањето. Тоа не е чисто гориво, дефинитивно. Можеби е подобро во известна мера од други поеколошки, ама и тоа е загадувач. Добро, и повторно на централно ниво, ако се вратиме, буџетот за 2026 кој денови ќе стане предмет на дебати во парламентот, односно ќе се носи за наредната година, зборувам за централниот буџет за државата, од рекордни 6,7 милиарди, мал процент повторно, незначителен за борба за животната средина и не само како министерство за плати и за други трошоци, туку генерално за аерозагадување. Проучивте ли колкав дел може да биде искористен таму? Да. Нема конкретно суми за изградба на когенеративни централи, што значи дека ќе се бара начин на комбинирано финансирање, веројатно со кредити и со. Меѓутоа, колку од државниот буџет од парите може да бидат искористени за борба против загадениот воздух? Постапката за когенеративните централи мислам дека воопшто не ни почна, така што нај го очекувам тие за година. Добро, нема ставка колку што јас успеав да најдам, ниту замена на системите за грејење на јавните објекти. Конкретно нема ни таква конкретна ставка нема, меѓутоа може да се реалоцира или со ребаланс по тоа да се пренасочи. Како таква мерка да бидеме позитивни, да сметаме например набавка на нови автобуси. Еве едно, имаме парите за воздухот во буџетот се генерално исти како и лани, најверојатно се тоа само за одржување на систем на мерни станици кои и покрито слабо се одржува. Буџетот на животната средина е зголемен на министерството, но најголем дел од парите се за отпад и за води, што исто така нели потребно, но кај воздухот немаме. Буџетот за државниот инспекторат за животна средина е намален, споредно со лани, и тука останува уште еден долгогодишен проект кој најверојатно никако да се ефектуира целосно за енергетска ефикасност кај студентските домови. Значи тој проект таа ставка гледам многу години во буџетот, државниот овие објекти никако да се завршат. Имаме енергетска ефикасност во јавниот сектор. Може и по таа ставка да речеме дека ако се повеќе јавни институции нели се направат да бидат енергетски ефикасни, им се смени, можеби по тоа евентуално, но чисто ставка за овие намени кои што ги зборувавме до сега нема. И во вакви услови како што велите, власта превзема минимални или никакви мерки за аерозагадувањето, а опозицијата сега критикува, пред тоа беше цели 7 полни години на власт и не го реши проблемот. Колку ја чувствувате како сојузник, како поддршка на вашиот граѓански активизам или како алтернатива за спас во ситуација кога аерозагадувањето станува не само еколошки, туку сериозен здравствен проблем? И Институтот за јавно здравје и Светската здравствена организација посочува дека како последица на аерозагадувањето имаме повеќе од 3000 смртни случаи годишно. Да, не само се множат студиите. Да. Има ли решение? Има ли спас? Има решение, например, ако се тоа што може да се направи со мали финансии е да се почне со строги контроли на индустријата, да се вработат доволен број на инспектори кои што ќе ги има и на централно и на локално ниво. Понатаму треба да се направи системски поразличен начин на управување со отпадот. Ние во Македонија околу 50% од вкупниот отпад имаме органски отпад, да се постават биокомпостари на секое можно соседство
и да се почне со масовна примарна селекција на отпадот. Има ли политичка волја за која зборувате? Политичка волја, ако сакаат да останат на власт, веројатно би почнале некакви мерки кои што би се видело дека сакаат, дека се трудат да направат нешто. Дали тоа ќе го спроведат, не знам. Димовски, кои 3 мерки вие ги сугерирате или би ги побарале од креаторите на политика како итни и како системски за намалување на аерозагадувањето кое одзема животи? Ги имаме спомнувано повеќе пати, јавните објекти ни се нели во фокус не затоа што се единствените или најголемите загадувачи, туку дека се прво државни, нели државата треба да престане самата да загадува, потоа се бори против загадувањето. Поевтинување на парно грејење дефинитивно, како поскапе во меѓувреме парното грејење. Во меѓувреме поскапе, обратно значи се случува. Субвенции секако за луѓето со печки на пример, кон почисти горива, кон почист начин на грејење, дефинитивно и тоа врши работа. Значи има повеќе категории, сите мора. Добро, вие набројувате низа на мерки кои би требало да се случат, меѓутоа ние имаме обратни случаи или немаме, имаме отсуство на вакви мерки, на спроведување на вакви мерки. Значи кажав на почетокот на септември се донесува нов закон кој овозможува деломна тајна да биде. Во меѓувреме централното грејење поскапува наместо да поевтини. Имате чувство дека политичарите не се сојузник на граѓаните во битката против него дишат истиот воздух или дефинитивно затоа мислам една од причините затоа што и ние се вклучивме. Тоа е прашање само за печалење на политички поени. Само за печалење, а дека политичките елити се на страна на крупниот капитал, нели? И тоа сериозно, занемарувајќи го ефектот од загадувањето врз здравјето на луѓето. Меѓутоа сите го дишаме истиот воздух? Сите го дишаме, но еве очигледно според тоа што го преземаат оди во спротивната насока. Видете, и вие кога имате ситуација кога не може например да се отворат регионални депони поради отпорот на населението, кој е доминантно поради недовербата кон тоа каков отпад би се складирал таму или каков отпад се согорува. И сега вие наместо да ги отворите тие процеси да станат потранспарентни, им дајате повеќе информации за тоа што се влегува во земјата, што се гори, што се депонира, вие создавате нова замка деловна тајна. Значи го правите спротивното, да не се обидувате да ги придобиете граѓаните неговата доверба, вие правите друг механизам со кој дополнително го невозможувате. Калески го дишаме сите истиот воздух и го дишаме, но тие имаат пари да се лечат, како што имам кажано до сега. Спасот е да се престане да се дава на индивидуалци и мокници можност да произведуваат електрична енергија наместо државата да го прави тоа. Затоа и не поскапува сега енергијата, да инвестираше државата во фотоволтаици, сега ќе имаше обратен начин на гледање на работите, односно енергијата ќе беше поевтина, попристапна за граѓаните. Така што мора да се, ако сакаат да мислат за доброто на народот, мора тоа да го покажат со дела, а не да фаворизираат поединци. Добро. Борбата за чист воздух е тест за зрелоста на државата. Додека политичките ветувања се повторуваат, здравствените последици се зголемуваат. Прашањето не е дали можеме, туку кога конечно ќе одлучиме дека здравието на граѓаните мора да биде над интересите и изговорите. Продолжуваме да ја следиме работата на институциите и активистите, затоа што правото на здив не смее да биде само политичка парола. Димовски, Калевски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Си кажеме. Благодарам, се надеваме следниот пат ќе има некој позитивен резултат. Да, така е. Почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.